Добре дојде во студио за моите гости, господинот Тито Петковски, лидер на НСДП, и професорот Владимир Пивоваров. Вие сте сега во МИД на Факултетот за безбедност. Одиме со аферата, сега не знам како вие би ја нарекле двајцата, прислушкување или пуч. Прислушкување афера ја нарекува опозицијата, додека власта се уште обстојува дека станува збор за случајот заради што има и истрага. Што сметате, како ќе постапи власта тогаш, заради тоа што власта смета дека станува збор за странски служби, за разузнавање, го нарекуваат Заев, лидерот на СДСМ, шпион. Како ќе постапи власта ако Заев, како што тврдеше на пресуд, вие бевте тогаш господин Петковски, тој тврдеше на пресуд и кажа дека има документ каде што и доказ дека еден од подписите на луѓето за кои е поднесена кривична пријава. Ги спомена примерот Груевски, го спомена Мјалков, го спомена ли Горан Груевски, началникот на управата каде всушност се одвива прислушкувањето. Што ќе стори тогаш власта, доколку навистина Заев понуди таков доказ? Првото јавување пред јавноста за како сакате да ја наречете оваа афера, дали пуч или прислушување, во секој случај се работи за крајно криминален чин од страна на власта, за монструозен проект, толку луѓе да бидат постојано на линија на ушите на власта, како сакате речете го, ова е злосторство према граѓаните. Значи, власта како ќе постапува во овој случај е многу неизвестно. Тие почнаа да ја фурат тезата дека на премиерот дека станува збор за странска разузнавачка служба, наводно Заев признаа. Тоа е аматерска работа. Како очекувал Груевски, лидерот на опозицијата, да дојде кај него кабинет и се искрено во очи да му каже какви материјали има. И кои се изворите на тие материјали? Кои се изворите? Видете, имате човек за убиство одговара, првиот исказ му е наводно под принуда, признавање и така натаму, кога ќе дојде на суд, целосно го мено исказот. Тоа говори само за наивноста на премиерот и тие понатаму гледам до ден денешен смета дека станува збор за инволвирање на странска служба која соработувала со Зоран. Можеби не смета, туку така информираат јавноста. Да, ама мора да биде одговорен за тоа, да знае што значи тоа. Дали е свесен кога говори дека странска служба може толка број на луѓе да 100 години, како што вели опозицијата. Тие, значи, спиеле, целиот систем му е пробиен, парализиран. Каде му е контраразузнавањето, каде му е агенцијата за разузнавање со која раководи председателот на државата, тој, фала Богу, не се ни одзова. Ништо. Денеска имаше некаква изјава. Целосен распад на системот, а тоа уште се фали и инволвирана е странска служба. Но, како сака да мисли, мислам дека дефинитивно станува јасно дека царот е гол. Станува збор за непобитни докази од самиот факт што биле на линија негова и предпоставувам на Сашон Мјалков и клучните министри на неговата влада и неговиот кум и министрот за внатрешни работи. Дали може да замислите во едно нормално општество кој што има мала пристојна некоја демократија и минимален степен на политичка култура, клучните луѓе во владата, они се братучеви, нели, првите, да го стават на постојана линија на снимање и министрот за внатрешни работи. Тоа само по себе говори за менталната структура на луѓево. И затоа не можам да размислувам во рационална смисла, бидејќи Груевски цело време не размислува рационално во која насока ќе се движат работите. Се сеќавате на филмот за Хитлер, тој е длабоко во бункерот, долу, бомбардирање Берлин, а тој дава наредба и децата мали да земат пушки. Значи, ќе се брани до последниот. Да видиме, подоцна ќе говориме каква разврска би можели, кој би бил ударот на ВМРО. Како вели Frankfurter Allgemeine Zeitung, има една анализа посветена на бомбата во наводници бомбата на Заев, како велат и шефот на Штази би бил горд на Груевски и Мјалков. Господин Петковски спомена некаква одговорност. Кој би имал одговорност доколку
ВМРО ДПМН тврди дека станува збор за странски разузнавачки служби, не понудија докази, се повикуваат на изјавата на Заев, за кој и самиот Заев и господин Петковски велат дека е блеф, не може да ги издаде изворите, но сепак, кој би понел одговорност доколку тврдењето на ВМРО е вистинско? Странска разузнавачка служба, 20.000 граѓани шпионирала, Доколку дозволите, јас би го изместил вашето прашање за јавноста да и биде многу појасно што се случува. Значи, следењето на комуникациите во еден масовен обем, како што е нашиот случај, може да го изврши само домашна служба која има пристап до мобилниот оператор. Странскиве служби во светскава практика, секогаш кога следат одредена комуникација, значи тоа е многу мал таргетен број на комуникации од нивен интерес. Значи, прво логички е, значи кој би имал интерес да следи толкава маса на луѓе. Значи, странска служба ни на крај памет не може да и падне да троши сили и средства да врши вакво масовно прислушкување. Затоа вели овој вестник и шефот на Штази би бил горд на Груевски и Мијалков. Точни се тие аналитички податоци дека во времето на Штази, во време на источниот блок, значи не само во Германија, значи и во сите останати земји од источниот блок, беше вршено следење на сите разговори. Не е тајна дека Чаушеску апсолутно секој разговор можеше да се следи на сите оние статични нивела за тој временски период. Меѓутоа се зошто почнавте да говорите, зошто отфрлате можност странски служби дека Ама еве ви би набројувам прислушкувале освен тие 20.000, ако го тргнеме тој аргумент на страна, има ли други аргументи? Има многу аргументи. Значи, за да може да вршите, мора да ја знаете методиката на вршење на следење на комуникации. Значи, процесот се одвива на еден стандарден начин. Не само кај нас, во секоја земја во светот е ист процесот на следење на оваа комуникација која е следена кај нас, а тоа е мобилната телефонија. Да ја земеме за пример Израел. Еднакво прислушкува. Значи, секоја држава ваквите податоци се најголема тајна. Кого следи, колку следи. Велам дека секојаш постојат демократски општества, постојат закони, постојат правила, по кои правила треба да се изврши следење на одредена комуникација. Значи, овде се работи за нарушување на уставот, значи најголемите човекови права и слободи се погазени. Од друга страна, законите кои регулираат оваа проблематика исто така се нарушени. Со самото тоа покажуваме дека нашето општество е во една длабока криза пред се на овој план. Ако странска служба вакво нешто направила, прво и основно до сега веќе ќе имавме протерување на дипломатскиот представник на таа странска земја. Ние тоа го немаме. Ќе имаше разни дипломатски ноти, демарши, сите можни начини во дипломатијата ќе беа искористени. Значи, ние тоа го немаме. Многу лесно е да кажете странска служба. Па ајде кажете која е таа странска служба. Јавноста едва чека да види дека навистина е тоа странска служба. Ќе понуди ли докази власта? Па ја мислам дека до сега после ваквите обвинување 100 пати требаше да се понудат докази која странска служба стои зад ваквото нешто. Меѓутоа, странската служба нема техничка можност за следење на оваа мобилна комуникација, пошто мобилна комуникација може да се одвива преку сателитски мобилни телефони, значи при префраќање на сигналот, в разговор меѓу две лица, значи конкретен оператор. Не е во функција операторот, ние имаме 3 операторот, значи овдека во нашава приказна се само 3 оператора. До сега, јавниот обвинител требаше да ги запечати софтверите доколку сакаше вистината да ја знае. Да се изврши вештачење независно од странски експерти, како сакаше можеше да го направи, и ние за еден ден ќе решивме кризата во Република Македонија. Ако беше тоа, мислам, понеделник објавувањето, веќе во вторник имавме резултати. Доста веќе со истрагата е во тек. На крај после добиваме некое моралско известување дека некои безвезни факти се влијателни за да се откажат од намошното гонење. Значи, суштината е во тоа дали сакаме да се открие или не сакаме. Дали овие институции кои се задолжени за ваквата проблематика имаат капацитет вакво нешто да сработат, односно да се независни, да се честни луѓе. Меѓутоа гледаме дека тоа нешто е дефицит во нашето општество. И второ, не знам, новинарите повикуваат и политичките партии, доколку имате докази, доставете ги институциите. Значи, ако некој го извршил кривичното дело, а тоа се службите. Значи, вие велете, дајте ни ги податоците, ние да кажеме дека не сме ние.
Кој е директно одговорен, и ве говорите токму за тоа? Кој е директно одговорен за вакво прислушкување? Истрагата треба да покаже кој е наредбодателот, се знае кој е извршителот. Меѓутоа, главниот наредбодател мора да се знае. Кој би бил во вакви случаи, велите дека добро е познавате проблематиката? Дали би бил Горан Груевски, за кој велите дека е одговорен за таа управа, или пак припаѓа одговорноста на Сашо Мијалков, против кого е кривичната пријава? Колегата Груевски се е стручно лице кој извршува функција началник на петата управа. Што значи тоа? Тоа значи дека ги извршува наредбите без да праша зошто. Значи зборуваме предпоставено доколку се извршило слушањето. Значи во овој момент се уште не е докажано. Не е докажано. Да. Значи доколку се докаже, нормално е дека првиот човек на таа управа мора да е целосно во тек. Значи тука е средината на проблемот. Главнината на проблемот е кој му ги давал ваквите наредби, доколку постојат такви наредби за вакво следење на комуникација. Кој би можел да даде наредби? Како? Кој би можел да му даде на господинот Горан Груевски? Кои се тие? Министерот, директорот, значи тоа се инстанциите. Мислите на министерката Јанкуловска? Секако како министер, како прв човек на министерството. Кој би можел да стави подпис како наредбодавател, ве прашувам? Значи вака сега, дали зборуваме за легална постапка или илегална постапка? Бидете јасни. За која постапка сакате да зборуваме? За легалната или илегалната? За двете. Значи во илегалната нема потреба од подпис. Се дава усмена наредба, се извршува и таквите акти нема никаде званичен документ дека се вршило следење на комуникациите. Таквите документи не може да бидат доказ во судска постапка, бидејќи се приберени без наредба на судот. Во легална постапка, Министерството за внатрешни работи, лицето овластено од министерот за внатрешни работи, значи со сите нишани, е задолжено да комуницира со обвинителството, да го однесе предлогот, потоа предлог се разгледува во обвинителството, мора да наведе дека не постојат други начини на прибирање на вакви сознанија, дека мора да се следат електронските комуникации. Посебните истражни мерки, ова е првиот член. Значи посебни истражни мерки се поделени на 12 можности кои ги има полицијата. Значи ваква ситуација, доколку наредбата биде проследена, зборам сега имавме промена ЗКП, претходно беше до истражниот судија, сега може тоа да го стори и јавниот обвинител, значи ја враќа во Министерството, овластеното лице за кое зборувам, е должно таквиот акт да го предаде во мобилниот оператор каде што е комитент лицето кое треба да се следат комуникации. И тогаш мобилниот оператор е должен да постапи по таа наредба и прибраните продукти да ги достави до Министерството за внатрешни работи. Кај нас главен проблем е, значи уште кога се носеше законот, во неколку дебати експертски и во комисијата, кај господинот Петковски кој бев поканет, кажав каде е мобилниот оператор доколку дојде до злоупотреба на следење на комуникации. Значи во законот наш не е опфатен мобилниот оператор, а тој е единствениот соизвршител. Не може да биде друг или трет, зборам за вакво масовно следење комуникации. За поединечни комуникации може да биде следење и преку базниот репетитор, меѓутоа тоа е некомфортно следење, значи многу тешко затоа што лицето кој го следи ако помине другиот оператор да го прифати неговиот сигнал, веќе не можете да го следите неговата комуникација. Сте ограничени. Во материјалите кои ги приложи лидерот на СДСМ, имаше прислушкување од односно беа прислушкувани министерката Јанкуловска и вице-премиерот Ставревски. А вие потенцирате дека потписот на министерката би бил неопходен. Вака сега, значи министерката со закон овластува лице. Не мора министерката да потпишува барање за следење на комуникација. Значи за закон таа овластува лице и тоа лице ги представува буквално кажано интересите на МВР во ваквата постапка пред јавниот обвинител и комуникацијата со мобилниот оператор. Зошто таа не би се изземала во овој случај? Во законот тоа го налага. Значи законот вели лицето овластено од министерот за внатрешни работи. Е тоа кој е комуницирало во ЗКП е наведено. Значи тоа лице е кое ја има таа архивска можност. И таа би се согласила да биде прислушкувана. Значи што се беше министерката со измените на законот се иззема. Инаку таа беше по стариот закон, таа беше должна за овие действија. Тие го изменија законот што видеа дека она овластува лице, за да не си гори прстите. Да. Да ги врши сите овие действија. И таа не се изземува од прислушкувањето. Не, има по субординација кој дава наредби, се знае. Таа овластува лице. Овластува, но таа не знае дека може да биде прислушкувана. Незина е одговорност.
треба сите да знаеме дека сите можеме, денеска имавме случај, дури и канцеларката Меркел беше прислушкувана. Прашање дали некој друг светски лидер не е прислушкуван, верувам дека секоја земја буквално каже на својот непријател. Која прислушкува министерката? Сама себе се прислушкува? Не знам што сакате да прашате која прислушкува министерката. Па нормално само службата може, тој што ја има техниката, тој може да прислушкува, не може некој што нема техника да прислушкува. Зошто и било потребно министерката сама себе да се прислушкува? Ама вие кажувате ваша теза, ја ви кажувам дека не може министерката ни да прислушкува, ниту сама да се прислушкува. Таја нема опремата има петата управа. Зад низин грб е прислушкувана. Тоа е можна опција. Значи тоа е можна опција. Кој би дал, можело да даде таква наредба? Секој оној на територија на Македонија кој користи... Кој би можело да даде наредба министерката да биде прислушкувана? Предпоставено може да пишуваме, зборуваме за секој. Предпоставено. Секој, дури и јас. Зависи, ако имате некој таму инсайдер, може и тој да ви направи таква услуга. Значи, затоа велам дека службите се порозни. Ова покажа дека швајцарско сирење пак нешто има препреки. Дека во ваква ситуација нема ни швајцарско сирење. Значи, велите дека не знаела министерка дека е прислушкувана? А кој знае што е прислушкуван, дека е прислушкуван? Секој може да предпоставува. Вашите анкети пред 2 години покажа дека над 60% од граѓаните велат дека може би се стави на следење на нивните мобилни телефони. Значи, стравот за влада е кај луѓето. И од тогаш, ние како општество имавме силни индици дека нешто се случува, не преземавме. Господин Петковски? Не, министерката да знаела дека била приклучена за прислушување, нема да правила некакви будалаштини во разговорите со министерот за финанси. Таа дури не била свесна, знаете како комотно се однесуваше, тешки навреди кон мене, кон нивниот партиски другар со кого седат во извршниот одбор, кој ми е Силвана Бонева, координатор тогаш на пратеничката група, по онаки куп навреди да изнесува. Од аспект на елементарна култура, не говорам за политичка култура, тоа е крајно непристојно. Да знаела министерката тоа, сигурно баре би имала некој пристојен јазик на комуникација. Предпоставувам дека тоа била надвор од нејзините можности. Што значи тоа дека е надвор од нејзините можности? можности? Да, па се знае кој дава наредби за прислушувањето. Оној што е областен да ја води службата, управата за безбедност и контраразузнавање. Ние можеме да предпоставуваме, единствено тој по законот кога говореше Пивоваров за дали станува за легална или нелегална комуникација, за легална комуникација наредбите ги дава тој директно од јавниот обвинител, ако добија согласност, тогаш тој овластениот од министерката извршител си побара од службата која што има опрема, техника за следењето на комуникациите, а оној што стои начело на службата не може да биде надвор, не е исклучен апсолутно. Ја немаме докази сега, затоа и обвинението е против име и презиме, против двајца, и директорот на секторот и директорот на УБК. Таква е кривична запријава. Ајде околу вашето прислушкување, вие ја водевте комисијата за надзор за следење на комуникации, зашто говорат сушност Ставревски и Јанкуловска по телефон, тоа не се лажни снимки. Не може да се каже дека се лажни снимки. Како ќе видат лажни? Не знам. Конструирани. Мислите наместени снимки? Да, монтирани. Монтажа. Не може монтажа. Значи многу тешко е да направите монтажа на снимка на говор, затоа што многу фактори имаат влијание при следење на комуникација, односно ако сакате да монтирате одреден говор. Значи просторијата, времето, денеска сум расположен, една боја има гласот, друга висина, утре не сум расположен, бојата и висината се менуваат, останатите говорни карактеристики, настинат сум, значи сето тоа ќе влие, кога ќе видите една реченица составена од повеќе мои говори, ќе сватите дека не е во еден континуитет говорот. Значи тоа е ниту па некој не може да го имитира говорот на луѓето за кои се тврди дека се прислушкуваат. Ја видете и сам Заев кажа дека ги повикуваат и странците, односно ги повикуваат институциите да направат и експертиза на снимката. Али Ахмети, лидерот на ДУИ, побара меѓународниот фактор да се вклучи со експертиза. Ама експертизата ќе покаже дали е нешто, тоа има вештаци кои што
многу точно може да детектира дали некој глас е нереален, како што имавме, видете и премиерот дури кога беше за Македонска банка, никош не каже дека тоа не бил неговиот глас, него каже дека ВМРО даде соопштение. Знае дека и тоа е кривично дело ако лаже. Значи, не може да се направи монтажа до таа мерка, за да не може со прецизна, софистицирана опрема да се... Значи, обвинителот до сега можеше веќе не само да покрене таков тип на истрага, туку и да се... 24 часа беа доволни за да се извршат, да се превземат сите действија, доколку имаше нормална желба, да се заврши и Македонија да знае на што е, да продолжиме натаму на патот кон Европа. Добро, господин Питковски, зошто велеше тогаш кога велите дека е невозможно да се лажираат вакви снимки? Зошто господјата министерката Јанкуловска велеше во таа снимка дека сте се изживувале со неа? Имаше ли некаков инцидент помеѓу вас за кој не знае јавноста? Па видете, таа сфаќа изживување доколку јас согласно законот ги вршам своите права и обврски како председател на Комисијата за следење на комуникации. Тоа беше во врска со апсењето и затварањето на Љубе Бошковски. Ние како комисија покренавме иницијатива и побаравме целокупниот материјал, упорно го баравме, целокупниот материјал со кој што располага Министерството за внатрешни работи да ни биде ставен на располагање, за да видиме дали има согласно законот на примена посебни истражни мерки, кои се тие посебни истражни мерки што биле дозволени, во тоа време беше истражниот судија, сега јавниот обвинител, и добивме одговор упорно, писмено, дека може да бараме све што сакаме, ама за Љубе Бошковски нема никаков трак за следење на комуникациите. А во самиот обвинителен акт и во пресудата, одлуката и на основниот и на апелациониот суд стои дека бил систематски следени неговите комуникации преку мобилни телефони, тој 3 мобилни телефони, и дека има аудио-видео запис од просторијата на заштитениот сведок како е уснемен Љубе Бошковски. Значи, тие признаваат и обвинителот и судот дека врз основа на такви докази ја донеле одлуката, но таа не сакаш да ни ги стави на располагање на Собраниската комисија. Врз основа на такви докази биле спроведени изборите во Македонија. Така е, знаеше, ако не ги достави тие документи, она има политичка одговорност, бидејќи неовластено. Дури мислам дека во тој период, за да имале некој примена на посебни истражни мерки врз основа на законот, немаше никаков проблем да ги отвори па да каже да, еве имам на одобрение од истражен судија и повелете. Тоа може да се уништени тие документи. Тоа е све уништено, бидејќи во законот стои во рок од 15 дена по правосилноста на одлуката, Министерството за внатрешни работи може да ги уништи сите докази. Не, Министерството, значи судијата со комисиски во присуство на обвинителот. Тогаш беше со измена на законот, беше Министерството може да ги уништи. После се измени законот врз основа и на наши согледувања и на вашите експертите да се даде една многу подобра објективна димензија, да не зависи само од Министерството за внатрешни работи. Вие имате слушано, прислушкувано разговори, претпоставувам. Во интерес на државата значи од 2004 година кај нас ова проблематика е регулирана во законска форма. Претходно беше регулирана со правилници. Претходно прибраните докази од следење електронски комуникации, значи во која функција сте прислушкувале? Раководител на службата за воено разузнавање, значи поделбата си имаше браншата што си има УБК, војската си имаше свој дел. Што значи тоа, кој се прислушкува? Значи секој има своји ингеренции. Да кажеме дека војната служба нема ингеренција да следи комуникации или било што надвор од својот двор. Да. Значи од касарните, од војните лица и така натаму. Цивилниот дел е предмет на работа на УБК. Значи секој си има своји надежности. Што значи непријателите, претпоставувам дека сте ги... Па значи 2001 година беше кај нас воен конфликт. Многу незадоволници кои стана после 2001 кои беа незадоволни од нивниот статус по завршување на тие војни действија, нормално дека хушка не само нашите, туку и од Албанија и од Косово, значи сака повторно да се обноват војни действија.
И во таква ситуација, нормално, во законска форма, сите комуникации што беше потребно да се следат и мислам дека во тој период успешни докази собравме за спречување на можни акти кои беа насочени кон Република Македонија, како што е, например, градирање на касарна. Од чија страна? Од страна таквите структури за кои ви зборувам. Од кои земји? Значи, овој што беше најпроблематичниот беше бивши генерал Виган Градица од Албанија, нели, потоа го апсеа во Албанија, под притисок на меѓународна заедница, затоа што беше најгрлатиот да повторно ги обноват војните действија и создавање на голема Албанија. Единствено, Албанија беше... Да, Албанија се одврши, прислушкувана уапси. И опасно само од Албанија ли имаше? Значи, тоа е цивил, тоа беше работа на УБК. Меѓутоа, оној дел каде што беа инволвирани лица кои беа вработени во војската, значи тоа е дел на војната служба. Тука не може да се меша цивилната служба. Ниту пак можете да говорите. Меѓутоа, добрата соработка тогашна со сите директори што имав на државна безбедноска, почнувајќи од Берушевски, потоа Миле Зечевиќ, потоа министерот Силјан Аврамовски, значи даде плодни резултати и мислам дека во неколку наврати направивме многу добри дилови во делот на спречување на можни последици кои требаше да се случат во Република Македонија. Го споменавте Верушевски, но пред Верушевски, заради тоа што ви испрашувам колку вие сте прислушкувале, сега морам господина Тито Петковски да го прашам. Вие ги видовте снимките и документите, материјалите кои ги поседува Заев, сигурно? Не. Ништо не видовте? Не слушавте ниту еден разговор? Не. Вашиот? Ни мојот. Не ве попка љубопитство? Не, јас реков во принцип дека имам доверба во она што го тврдеше Заев постојано и дека станува збор за нешто противуставно, противзаконито. Дури и јас да сум инволвиран, знаете, јавноста треба и тоа да го да знае. Не ми апсолутно смета тоа, особено во случајов не е никаков хендикеп, туку голема предност може да се види од кога сум се залагал за забрана на користењето на посебни неовластени и неовластено прислушкување. Тоа е невидена моќ. Да. Добро, Доколку се злоупотреби уште поголем. Да. Ајде околу случајот поврзаноста на Заев со Верушевски. Материјалите кои ги поседува СДСМ говорат за 2011, кривичната постапка која се води осомничен е Верушевски се однесува на 2012. Што тоа говори? Како вие тоа го анализирате? Не, ја не можам навистина ништо да тврдам, не располагам со најелементарни информации за поврзаноста, за начинот на соработка, за подготовка. Јас ви реков, јас се согласив се што има како материјал подготвен да се објави. И постојано, уште на самиот старт кога беше објавено дека има таков фонд на разговори, што богат фонд. Да, реков дека тоа треба се да се објави. Независно од кого потекнуваат и до кого ќе допрат. Бидејќи станува збор за загрозување на елементарните човекови права и слободи. Тука нема право никој да молчи, тоа е врска должност на секој граѓанин да го каже тоа што е во функција на заштита на човековите права и слободи. Не станува збор само за борба меѓу политички партии. Затоа рекој на почетокот, ова е злосторство кон граѓаните. Замислете, чиј интерес било толку голем број на граѓани да се следат нивните комуникации. Но невозможно е 20.000. Невозможно е, веројатно Заев мислеше на одреден број на луѓе кои комуницирале со мултиплицирано, не знам, уште 5.000 луѓе. Како е возможно 20.000? Значи се работи за некој период, значи во тој период се снимани овие разговори, не се работи за единично снимање во еден момент. Да. И гледам новинарите многу често се расфрлаат со бројката, се следат 50.000 истовремено телефони, па тоа мислам дека истовремено, да, колку е во најголемите служби, најголемите светски служби тоа не може да го направат. Колку е можно да во одреден? Ако ги имате овие сите пари на овој свет, во Израел на пример, со каква значи има држави кои сами ги произведуваат ваквата опрема и има држави кои како нашата опрема од каде е? Значи, секоја опрема што ја набавуваат службите е под државна тајна.
Значи, ниту можеме да разговараме за такво нешто. Не можете да кажете од каде е купена оваа опрема? Значи, може јас сум излезен од службите веќе долг период и не знам сега од каде е купена. Меѓутоа и да знам, не можам да зборувам, бидејќи тоа е државна тајна, тоа е нормална работа. Да, да. И мислам дека не би требало околу тоа од каде е купено. Меѓутоа треба да се објасни што можат тие и колку можат. Значи, единечно случање не е проблем. Денесната технологија овозможува слушање во исто време на огромен број на линии. Колку повеќе имате пари, толку може да биде тој распон поголем. Значи, зависи од опремата што е купите. Тоа е едниот фактор и вториот е фактор, значи не е само да слушате, тоа нешто треба да се обработи. Треба да имате огромен број на оперативци, оперативни работци кои тоа треба да прават анализа. Колкав број би бил тој ако ете во таков обсек 20.000 луѓе се прислушкувани, што значи тоа? Во неколку години, во години. Пак барате со бројката 20.000. Во неколку години. Во неколку години, така? Да. Колку луѓе се потребни? Зависи од... И тоа не можете да кажете? Не, самата служба тоа треба да си го организира. Некојаш има потреба од многу помал број на такви луѓе, некојаш има потреба од многу поголем број на луѓе и тоа е менлива категорија. Од прилика можете ли да кажете некаква бројка? Не е умесно да се зборува за таква работа, пошто ова сепак се тајните на државата, тајните на службата и секоја служба се држи до својата тајност. Так, Од каде и да е набавена опремата е многу скапа. Значи, јавноста македонска знае дека секоја година со буџетот на крајот од годината огромни средства се издвојуваат за потребите на Министерството за внатрешни. И со наредниот буџет, на самиот старт, дури се одземат средства од Министерството за одбрана, се зајакнува Министерството за внатрешни работи. Од проста логика што полицијата гледате наоружена до заби, а армијата се фали со донација на униформи од Турција. И кебиња, да не ги заборавите. Полицијата е наоружена до заби со најсовремена опрема. Знаете зошто? Затоа што таа го брани режимот. Армијата ја брани територијата на државата, ја брани државата. Тие си ја чуваат својата задница да не дојде во прашање со толка број на полицајци и со таква софистицирана и многу скапа опрема. Значи, огромни средства се издвојуваат секоја година од буџетот, ако земете за ова година. Да. И никош не кажа за која намена се потрошени, бар извештај да даде пред собранието, дека за таа и таа намена се потрошени толку средства, макар и на затворена седница. Не дозволија никош. Ниту пак отчет на првиот човек на управата. Тој па никош не дојде во собранието. Да. Не го видов. Го споменавте пред малку Верушевски. Вие имате работено со него? Професорот Верушевски беше мој асистент додека бев студент. Долги години соработувавме во науката. И запознаен ли сте за соработката Верушевски заев? Не, апсолутно не сум запознаен, меѓутоа толку се штури информациите за може да се каже било каква анализа да се направи, што зборувавте за периодот, за пријавата. Значи имаше штуро соопштение дека првично беше обвинението, пошто не бев во Македонија, на интернет читав, дека се работи за порнографија дечја и се работи за Два пиштола, што мислам дека беше смешно. Зошто ви мислите дека е смешно? Па еве денеска може во вашиот мобилен телефон некој добар хакер да ви смести порнографски снимки. А за пиштолите? Па за пиштолите, значи ова е една практика во Министерство за внатрешни работи, поранешни 13 мај, сега 7 мај како ден на безбедноста, значи има повеќе видови на награди кои министерот ги дава на вработеници за заслуги. Имате од парична награда, преку пиштол, преку разни бенефити. Значи е пријавена кој е еден вид награда. Тој што ви го дава, значи мора да води евиденција. А ако води евиденција, значи што е нелегално тука? Што е нелегално во зборот за пиштол? Го отврлате случајот, целиот предмет на Верушевски, заради тоа што велите дека секој хакер може да ви смести порнографија, а за пиштолите имате објаснување дека... Има вештачење, за пиштолите, колку знам веќе од 84-та сум во редовите на Министерството, значи од тогаш секоја година министрите, тогаш републичките секретари, потоа министрите... Значи порнографијата останува? За која треба да имате вештачење да видите кој и како ја сместил таму каде што е пронајдена, ако е пронајдена. Велите дека многу лесно може било кој хакер да влезе во сечи компјутер и телефон. Во сечи компјутер, во сечи мобилен, нарочно службите. И тоа може да се открие без проблем. При квалитетно независно вештачење, да. Да? При наместено вештачење може да направите од жив мртов и од мртов жив, нема проблем.
Да, добро. Околу политичката димензија сега би ве замолила да проговорите. Што мислите, каква ќе биде разврската? Дали ВМРО ДПМН, власта, премиерот Груевски и сите релевантни актери во овој случај, во оваа афера, ќе останат со скрстени раце и ќе дозволат Заев и неговите први луѓе, најважни луѓе, вклучувајќи и ве и вас, да ги објавувате многу на неколку дена. За неколку дена ќе биде објавена и следната бомба. Ќе дозволат ли ВМРО ДПМН Груевски Па мислам дека со леснотија да ги обвинувате, да нудите нови аудиоленти и нови докази за злоупотребите за кои се говори? Познавајќи го начинот на неговото владење, и него лично познавајќи го добро сите овие години, верувам дека тој ќе се предаде и да каже да, ние незаконито прислушкуваме и треба да сносиме политичка одговорност. Добро ги обвини странските служби, но што ќе направат? Мислам дека следно некој погрешно го советува, влезе во собствената замка кога излезе со тезата дека ние сме душмани, соработуваме со странски служби и дека тоа е предавство на нацијата и така го едуцира своето членство, мобилизирано е целокупно членство да објаснува на ВМРО дека предавниците уште еднаш ја предадува татковината, меѓутоа тој треба да го докаже. Тврдењето дека потекнуваат сите овие материјали од странска разузнавачка служба, а тој е премиер на владата на Република Македонија, неговиот сопартиец е председател на државата, кои ги контролират според законот и вршат надзор и дури управуваат со сите механизми во сферата на разузнувањето и контраразузнувањето, практично ништо не заштитиле државата. Ние како граѓани се чувствуваме крајно загрозени. Значи да го докаже, баш ме интересира како ќе го докаже тоа, дека странска служба стои за ова, но и ако го докаже, тоа е признавање на крајна немој, дезорганизација, препуштени се граѓаните сами на себе, може секој што сака да врши упад, секоја странска служба разузнавачка. Добро, и што ќе биде системот целосно? Што ќе биде следниот потек на Груевски? Само тоа треба да биде политичка одговорност, бидејќи директно надреден на агенцијата за разузнавање председател на државата, а тој како премиер на влада сноси раководна или ако сакате командна одговорност доколку се испостави дека сите овие материјали прибавени се од домашните служби. Ќе дозволи ли Груевски понатаму да фрлате бомби, господине Петковски? Јас би сакал да видам што може да примени во случај кога неговиот кум и министер за внатрешни работи ги прислушува. Што ќе докаже? Како може да ве спречи? Очекувате ли да ве спречи? Кои се начините? Може масовно да. Но тоа нема да ве спречи, како што рече Заев. Ние се договоривме кога сакат нека и цената да бидеме прво Заев е најзагрозен, нели има кривична постапка против него покрената, обвинение, тој е најзагрозен, но материјалите никој не може да спречи понатаму да се објавуваат. Тоа е договор меѓу нас и како председатели на политичките партии, во раководството на партиите. Значи нема таа сила која може да каже сега сите у затвор. Токму ли за нека не затворат сите. Баш да го видиме и тоа. Токму ли за тоа не го уапси господин лидерот на СДСМ Заев? Не е уапсен Заев. Заради тоа што и самиот Заев рече дека било кој, дури и партиското членство, еве и сите лидери на опозицијските, коалицијските партнери да бидат затворени, ќе се најдат нови членови кои ќе ги објавуваат овие обвинувачки докази. Еве, господин Пивоваров веројатно подобро знае од мене. Во битието на кривичното дело што го теретат Заев, не може да биде соработка со странски служби ако добило информации. Може, ако пренесувал и ги давал. Издавал државна тајна, пренесувал доверени информации на странска служба. Заради тоа ли нема апсење не е уапсен Заев? Нема битие на кривично дело за кое е наведено во тој член. Значи, тоа битие на кривично дело значи дека свесно организирано, прибирал, предавал некому за одредена корист или некому да нанесе штета. Значи, овде немаме процес на, како што е наведено во обвинението, на предавање. Меѓутоа, суштината после овие денови станува се појасна и ја секојаш упатувам порака до јавноста за да види што се случува, како се случува, кој може
Мојата е предпоставка, ја што ја кажав пред малку, дека странски служби не можат. Меѓутоа, науката многу далеко оде. Нека ја земат книгата од колегата Станислав Пипал, електронско разузнавање и заштита од електронско Чини разузнавање. 300 денари, кажавте на почетокот. 250 или 300 денари, се е јасно наведено. Како оди процесот, што оди процесот, и само од тоа ќе донесете заклучок дека нема ни теорија, ни логика, вакво нешто да направи странска служба во ваков обем. Таа може да направи и сите служби имаат интенција да приберат сознание кои се од интерес за низината земја. И такви ги прибираат, и тоа не е тајна, тоа е работата на разузнавачките служби. Гледате дека нон-стоп имате вакви случаи на територија на Русија, на Англија, на Франција, нон-стоп протирување на, буквално кажа. Веле сила како Македонија секако би била прислушкувана и од странските служби и 20.000 луѓе би биле. Протирување 20 дипломати, Да. протирување 30 дипломати. Значи остро се реагира доколку постои такво нешто. И тој момент, бидејќи нема реакција, укажува дека не е нешто така како што се зборува. Значи немате ни една дипломатска било која нота, протестна нота, демарш, повикување на разговор на дипломатскиот представник, повикување на одмор месец дена на нашиот амбасадор од таа земја да дојде. Впрочем, тоа беше и со аферата претходната шпион, како беше. Нели, еден од мените работел во корист на Унгарија. За после 3 месеци вие унгарскиот премиер го одликувате во Македонија. Значи не држи нешто со нешто вода. Потоа немаше ни протестна нота, ни дипломатски скандал, ништо немаше. И сега како може некој ако ви работи за главата, а тоа е дозволено во дипломатското Да го одликувате. 61 година, Да. ги имате тоа легитимно право. Меѓутоа таквото не се употребува. Значи тоа веќе кажува дека не држи вода странски служби, па ајде да видиме која е странската служба. Ако имаше странска служба, мислам до сега дека 100 пати ќе беше објавена и нормално дека Ки имаше демарши, останати протерување во најмала рака. Во најмала Не рака. само на шефот на канцеларијата, него односно амбасадорот, сите останати ќе беа протерани. Да. Добро, ајде околу политичката димензија за која го замолив господин Питковски, пак ќе ве прашам. Не Кој ќе биде следниот потек на ВМРО-ДП, на премиерот Груевски? Јас рекол пред малку, Груевски не се однесува рационално. Што очекувате од него? Се е можно. Што значи тоа? Дури и до апсење, до притварање и така натам. Се е можно да се очекува од него. Бидејќи На тоа останувате? Види, тој е сега како ранет лав. Дезориентирање. Неговата пресконференција покажа дека станува збор, неговото јавно обраќање до нацијата станува збор за страшно исплашен човек. Тезите што јавно го изнесе покажуваат дека он е изгубен случај. Дека он не знае кој пат да го фати, не знае по кој пат да тргне. И најлесно му беше да игра и понатаму на неговата позната карта предавници. Ние сме македонци, а овие се другите македончиња. Знаете, он, дали можете разумен човек да го сватите дека нешто сака да каже, излегува јавно и каже, ние не сме македончиња, ние сме македонци. Кои што од тие? Тие од ВМРО, ДПМН се македонци, а сите ние други сме македончиња. Значи, станува збор за човек кој што во овој момент апсолутно е дезориентиран. Поготово и соопштението на јавното обвинителство. Првата реакција на јавното обвинителство покажува дека тие не го штитат законот, туку го штитат режимот. Тие ги плашат новинарите, не смеете да објавувате кривично, а не кажуваат врз основа на кој закон. Па да го потсетат дури и американците му кажуваат од америчката амбасада, добро, господин обвинител, рете да кажете врз основа на кој закон се повикувате. Веројатно на членот 16. Добро, не кажа, ни после нивната молба, пак не кажа на кој закон се повикувате. Господин професор Пивоваров, кои се вашите проценки? Како ВМРО-ДПМН ќе го возврати ударот кон СДСМ и останатите опозицијски партнери? Тоа е дел политиката, не сум политичар, не би дебро. Што би сториле безбедносните служби? Па мислам дека прво и основно овдека до сега не видов дека секако дека е загрозена државата во голем степен. Но каков удар, доколку вие тврдите дека тие се во рацете на власта? Сега Советот за безбедност не е свикан, председателот молчи, повикува на некое разумно решение, на компромис, институциите молчат, се препукуваат со соопштенија, бараме. Значи, јавниот обвинител не може да се вади, не ја добив кривичната пријава. Значи, дента кога се објавија податоците, таа ноќ веќе требаше по допрен глас
да си ги превзеде своите функции. Затоа велам, што подолго време трае ова голгота, штете за Македонија ќе бидат поголеми, меѓутоа се знае кој ги направи, значи мора некој да понесе одговорност еден ден за ова, не да завршува како до сега сите афери што завршија никому ништа на крај. Председател на државата го користи своето право, сите се добри, сите се живи, сите се здрави. Тоа е знак дека во иднина уште некогаш некоја власт ќе се дрзне да го направи ваквото нешто, што апсолутно не е добро за нас. Гледате дека од лидер на Балканот станавме последно свирало на дупката таму, така? Значи, денеска анализите што во вестниците за кои вие зборувате, прво ви велат периодот 90-ти години, па времето на добивање на поканата за почеток на предпочетните разговори со Европската унија, дека сме први на Балканот, после нас били и Хрватите, после нас били Србите дури 7 години, а гледате сите се веќе на вратата на Европска унија, Хрватска и влезе. Добро, власта би ви одговорила дека Грција е таа што ја блокира и ја спречува Македонија. Значи, тоа е едно прашање, меѓутоа, додека не си ги решиме домашните прашања, а се наталожи... Грција не може веројатно да блокира Македонија која станува збор за корупцијата, за слободата на медиумите, за независното судство. Сите извештаи од Европската унија последните, читајте ги, се клише. И на крај да ви кажам, значи, пред колку беше 6 месеци во Дубровник имаше конференција за лидерите од Источна Европа, Викторија Нуланд, еден од највисоките представници на Стейт Департментот, што ни рече? На Балканот имате клептократски влади, имате корупција, која ги уназадува сите процеси. Значи, прв пат во историјата, барем она што ја го имам читано од дипломатите. Добро, за Македонија говориме и за тука Македонија зборуваме. Истата работа по месец дена на премиерите во Берлин ми ја соопшти Меркел. Ангела Меркел, точно тоа е овој процес кој доведува до ова што се случува денеска. Тоа е тој процес, во континуитет се случува. Видете, ова афера практично покажа дека колку е точна синтагмата изречена пред неколку години, дека во секоја држава има мафија, во Македонија мафијата си има своја држава. Ова покажа. Тие се спрега, вујковци, братучеди, кумови, сватови, мајка на една позиција, синот на друга, таткото обвинител, керката судија, синот адвокат и така натаму. Гледате ли, на сите нивоа на државната хиерархија се инсталирани се роднини од прв наследен ред. И во таква држава вие не може да очекувате ништо друго, не станува збор за демократија, меѓународно етаблирање, туку станува збор за сериозно назадување во сите сфери на животот. Да, ви благодарам што бевте гости. Благодарам.